Цивил медија. Почитувани премиер, почитувани представници на владата, колеги и соборци, во борбата на она нема правда, нема мир и слично. Јас треба да зборувам за законот, ни за стариот, ни за новиот, затоа што јас бев и сум се уште една од оние кои што мислеа дека треба да има мораториум на промените на законите, затоа што ние се исцрпуваме во донесување на нови закони, а не успеваме да ги спроведиме на тие кои што ги имаме. Односно, многу често законите не се добри и тие оставаат доволно широка рамка со нив и со нивната употреба и соодветната имплементација да ги решиме проблемите со кои што се соочуваме. Меѓутоа, ние упорно одново и одново носиме нови закони и кога ќе го донесиме новиот закон, мислиме дека задачата е завршена. Јас сум една од тие што корупцијата не може да се избори. Не можеме да се избориме со корупцијата. Не можеме да имаме општество слободно од корупција. Можеме да ја намалиме, можеме да ја ограничиме, можеме да ја минимизираме. Тоа е задачата кон која што треба да се стремиме. И за да го направиме тоа, треба неколку работи да имаме на ум. Прво, значи, граѓаните не ги корумпираат тие кои што се на власт, туку тие кои што се на власт ги корумпираат граѓаните. И ја не мислам дека граѓаните се должни да се борат против корупцијата. Корупцијата е нешто со што треба да се избори една владеачка структура, доколку навистина го сака тоа. Значи, моќниците се тие кои што ги корумпираат граѓаните. Само тој кој што ја има моќта во свој раце може да предизвика корупција. Само тој е оној кој што кај граѓаните бара коруптивно да се однесуваат. Многу често не ја препознаваме корупцијата. Не е корупција само давање, примање пари и слично. Коруптивното однесување е луѓе како метастаза. Тоа го имаме во секојдневното однесување на оние кои што се на власт. Заради коруптивното однесување ние го дишиме овој воздух кој што денес го дишиме. Заради тоа што некој му дозволил некому да гради каменолом без да има соодветна дозвола. Ние затоа што некој некому му дозволил да направи канализација без соодветни фицетки, затоа има проблеми со канализацијата. Затоа што некој му дозволил некому да изгради зграда без да ги почитува соодветните правила на градење, зградите се несоодветни, нестабилни и може да предизвикаат многу жртви. Значи, работата е дека корупцијата е многу опасна заради тоа што носи бенефит за многу мал број луѓе, а носи многу негативни последици за целокупната заедница, дури и тогаш кога луѓето не препознаваат дека тие последици се резултат на она што представува коруптивно однесување. Еден од елементите кој што цело време се повторува е дека со владењето на правото можеме да се спротивставиме на корупцијата. Да, владење на правото, владењето на правото не е донесување на нови закони. Владењето на правото е постоење на правила, процедури и критериуми кои што ќе бидат однапред познати и кои што ќе се применат за да може да објективизираме, за да може да измериме, за да може да видиме колку одредена одлука се спроведува. И образованието. Луѓе, корупцијата ни почнува од најмали нозе. Детето кое што ќе добие несоодветна оценка, детето на кое што ќе му биде прогледано низ прсти, детето кое што ќе однеси поклон на наставничката, луѓе, од таму почнува корупцијата. Нашите деца растат во општество во кое што корупцијата е нормален начин на однесување. Не можеме после тоа со никакви кампањи да го извадиме тоа од главите на децата. И чистењето мора да почне секогаш од највисоко ниво. Значи, најстрого мора да се казнува властодржецот. Дури и тогаш кога не е докажано, тогаш кога постои сомнение дека некој направил некое коруптивно действие, мора властодржецот да биде отстранет, мора да биде тргнат од местото кое што го држи.
Меѓутоа, тоа не значи дека сите оние кои што се дел од мрежата на корупција да не треба на овој или оној начин да бидат изолирани. Фала Богу, заради тоа што корупцијата е многу заразна. И најмногу од се. Најсериозно мислам дека е ова, со закон може да се забрани флоскулата најодговорно тврда. Луѓе, значи, најсериозно кога ќе слушнам дека некој политичар вика дека најодговорно тврди, тоа значи дека е крајно неодговорен, дека нема намера одговорност да превземе во моментот кога ќе направи грешка и дека се измотава со сите нас. Ако навистина сакаме да се бориме со корупцијата, ако навистина сакаме да го отвориме проблемот на корупцијата, значи, она што треба да направиме не е да апелираме, не е да правиме кампањи, не е да ставаме билборди. Исто така да ви кажам, малку ми се многу сомнителни сите тие активности, иако ги прават мои добри пријатели, соборци и слично, на телефони за пријавување, на интернет страни за пријавување. Абе супер, ама кому ќе пријавиш? Мислам, ќе пријавиш на корумпиран човек, ќе пријавиш на корумпирана власт. Мислам, ако сакам јас да го притиснам црвеното копче, треба да имам црвено копче на кое што ќе притиснам, а не трула јаболка во која што ќе ми пропадне прстот. Значи, она што нам ни е потребно, ни се независни тела, независни инспекторати, од кои што ќе се плашат моќниците, не граѓаните. Абе инспектор која ќе дојде во одредена државна институција, сите има да се тресат. Абе што да ви кажам, у тоалет ќе одат од страх. Заради тоа што инспекторот е тој кој што доаѓа, проверува, утврдува грешка и има право веднаш да поведе соодветна поставка. За тоа ни требаат соодветни луѓе. Имаме закони, во законите се е супер напишано. Нам ни требаат луѓе кои што ќе можат тоа да го направат. И ни треба власт која што навистина искрено сака да се спротивстави на корупцијата. И се разбира, се почнува со тоа моćно, независно антикорупцијско тело, кое што ќе има неверојатно големи ингеренции, поголеми ингеренции од кои што се овие сега моментално предвидени во законот. И да ви кажам право, власта која што навистина сака да се бори со корупцијата, не распишува конкурси. Што да ви кажам, во ниту една држава во која што решила некоја власт да се избори со корупцијата, не го направила тоа со тоа што распишала јавен оглас, па сега сите ќе се јавуваат, па интервјуа ќе се прават, па транспарентно и што ти ја знам што. Не бре, таа власт зема, избира луѓе, ги избира најборбените, најконфликтните, оние од кои што сите се плашат, тие кои што не се поврзани со ниедна власт, тие кои што ама апсолутно не се мили и пријатни на ниту една власт, ги става во едно такво тело и вика: ајде да видиме, да пробаме да се избориме со корупцијата. Значи, затоа што јас од секојаш сум стоела и се уште стојам на мислењето дека институциите вредат толку колку што вредат луѓето во нив. Нам ни се потребни луѓе кои што ќе можат да се изборат со корупцијата и на кои што ќе им биде дадена таква можност. Според мене вака се почнува. Цивил медија